Загрижен сум за алармантноста на состојбата со ширењето на заразната пандемија, особено што отсуствува брза и одлучна реакција на надлежните институции во делот на примена на помасовни мерки кои ќе придонесат за намалување на последиците. Неопходно е итно дејство на владата и носење на одлуки кои подразбираат и посериозни фискални импликации и поголема мобилност на институциите во справување со состојбата на терен. Токму затоа пред 6 дена побарав прогласување на кризна состојба. Од вчера пак се наметна нова дилема, и таа дилема е присутна во јавноста, за прогласување на кризна или ворена состојба. Јас побарав воспоставување на кризна состојба затоа што тоа е степен повисоко во сериозноста на пристапот, квалитетот и мобилноста на справување со последиците од коронавирусот. За разлика од доведување на ворена состојба во која целата власт се сосредоточува во рацете на еден човек, што ќе се согласите и не е така демократски. Но ова и во овој случај е секундарно, затоа што е примарно здравјето на граѓаните и итното делување. Ова ќе отвори можност за носење на акти со законска сила кои би можеле да се злоупотребат. И е состојба за која, иако е уставна материја, не е прецизно дефинирана со закон. Се што не е прецизно дефинирано може и да биде злоупотребено. А воедно, вчера со директно признание на председателот Пендаровски дознавме една поразителна информација, дека постои дилема за воведување на кризна состојба, бидејќи има недостаток на државни ресурси, квалитетно и ефикасно да се покрие државата, што е огромен скандал, особено ако кризата се предлабочи, зашто упатуваат сите сериозни фактори. Но во овие моменти од посочување на показалецот фајде нема. И ова е посебна тема за која што ќе зборуваме и ќе се навратиме откако ќе заврши целата оваа состојба со пандемијата од коронавирусот. Во овој момент постои дилема кај правните експерти за што е поделотворно да се примени. Она што денес сакам да го соопштам е фактот дека, иако јас и понатаму сметам дека многу брзо ќе дојдеме во фаза да прогласиме кризна состојба на поедини делови од територијата на Македонија, сепак сметам дека владата доцни со мерките, а кризата ќе се зголемува. Поради итноста и алармантноста на состојбите на терен, но и неопходноста да се помогне на граѓаните, апелирам денес до председателот Пендаровски да прогласи согласно уставот ворена состојба во Македонија час поскоро, да не се губи драгоценно време, а поважно од тоа дали е ворена или кризна состојба е тоа мерките и помошта да стигнат до граѓаните. Да не навлегуваме во правните дилеми, туку да навлеземе во решавање на проблемите на граѓаните. Повторувам, да не навлегуваме во правните дилеми, туку да навлеземе во решавање на проблемите на граѓаните и заштита на нивното здравје. И веднаш председателот Пендаровски да прогласи ворена состојба. Да не се фокусира владата само на пиар, туку на работа на терен и итно делување. Престои сериозна здравствена, санитарна и економска криза. Мора владата да обезбеди бесплатни маски за граѓаните. Мора да ги казни компаниите кои пробуваат енормно да спечелат преку продажба на медицински препарати и средства. Да заштити од бран на покачување на цените на основните производи. Мора да се погрижи за соодветни услови за одвивање на здравствената нега. Но и војно добивам загрижувачки податоци дека има ограничени количини на крв од само неколку дена, што мора да се надмине што поскоро. Владата мора да ги награди медицинскиот персонал, докторите и сите останати служби што се на првата линија на борба со пандемијата. Тие мора да добијат почит за нивната храброст и посветеност. Исто така, економијата бара мерки со кои веќе сериозно се доцна. Ке се осврнам на оваа тема подетално. Средствата за придонеси и плати во директно погодените дејности што треба да се исплатат за еден месец изнесуваат околу 80 милиони евра. А тие компании во моментот, во месец март, има заработка од 0 денари. Истите овие фирми треба да платат 15 милиони евра данок на додадена вредност. А во месец март, ќе повторам, имаат приход од 0 денари. Почнаа првите отпуштања и клучна врата на компаниите. Да напоменам, 70% од овие компании се мали предпријатија, од 1 до 10 вработени. Во клучните 2 месеци очекуваме негативното влијание во економијата да изнесува цели 220 милиони евра, или месечно се губат по
110 милиони евра, само по овој основ. И ова е најважно. Денес владата излезе со пакет на мерки од некоја си кредитна линија во вредност од 5 милиони евра за компаниите, а тие губат по 110 милиони евра месечно. Помошта од кредитната линија од 5 милиони евра на владата во услови кога се губат 110 милиони евра, каде што нема заплати и придонеси, се затвараат фирми, не само што не е доволна, туку таа е смешна и е навредлива. Ако не помогне државата и владата, нема од каде. Секој ден без помош значи банкрот за многу компании. Црвениот аларм е вклучен. Од информациите кои што стигаат до нас, една компанија која што беше корисник на средства од Агенцијата за финансиска помош и поддршка, а беше поврзувана со името на еден поранешен функционер во владата на Зоран Заев, од петокот е затворена и 150 вработени во таа компанија се на улица. Веднаш, по прогласување на вонредната состојба, да се донесат владини одлуки со законско дејство. Потребно е замрзнување на обврските на компаниите кон државата, чија што работа е погодена со настанатата ситуација со коронавирусот. Замрзнување на обврските на компаниите кон банките и заемодавателите за месец март, чија што работа е погодена со состојбата на коронавирусот, така и на банките ќе им се помогне. Државата да ги ослободи компаниите од трошоците за придонеси за вработените во компаниите погодени од состојбата со коронавирусот. Тоа се секторите кои што се најмногу погодени, како што се туризмот, угостителството, текстилната, кожарската и сите оние останати сектори. И порака до владата. Освен за пиерот, грижете се за граѓаните. Немојте да се надпреварувате кој повеќе пресконференции ќе одржи. Туку надпреварувајте се кои повеќе протоколи ќе усвои и како да се справиме со пандемијата. Да делуваме одговорно, да работиме на граѓаните и да работиме на здравјето на граѓаните и економијата. Ви благодарам. Ако има прашања, стојам на располагање. Повелете. Не, тоа не го кажа вчера на лидерската средба. Тоа го слушнавме вечерта на гостувањето на господин Пендаровски на една телевизија, а во текот на вчерашната вечер и во текот на денеска утрото слушнавме од владини мегафони и протажеа дека државата практично би колабирала ако се прогласи кризна состојба, што значи дека не само што не блескаме, туку ние се наоѓаме во ситуација на тотален хаос и распад на општеството. И тоа никој денеска не излага да го признае во државата. И потоа ќе ги гледате како се преваруваат кој повеќе пресконференции ќе одржи таму, за да се допадне во јавноста. Не е тоа суштината. Ова е битка која што бара сериозни одговорни луѓе кои што знаат како да се справат со ова, да донесат протоколи, како да се справиме со пандемијата, а не кој колку повеќе во оддела ќе се дотераат и колку пресконференции ќе одржат. Тоа е суштината. И денеска се наоѓаме во една многу лоша и хаотична ситуација. Тоа е суштината. А ситуацијата уште повеќе ќе се продлабочи. Па самата влада кажува дека ќе колабира системот. Доволно е тоа. Претседателот на државата ви кажува дека ќе колабирал системот. Што повеќе ние да зборуваме? ВМРО ДПМН веќе неколку денови, неколку недели апелира и вели сите капацитети ги ставаме на располагање. Таму каде што сме потребни, сме подготвени да делуваме. Со идеи, со предлози на терен во првите редови. Се што е расположив капацитет на ВМРО ДПМН, човечки било каков, стои на располагање. До овој момент, од само бендисаноста, немаме никаква повратна одлука од страна на владата. Јас не би ги изнесувал поединостите од експертската група, оставам тој што ја организираше, а тоа е господинот Пендаровски, како што разбрав денеска ќе имал пресконференција. Добре е да го прашате лично да ви каже, но од пристојност јас нема да пренесувам што е таму разговарано и што е договарано. Ке ме молам, еве, веднаш во 14 часот кога ќе има претседателот Пендаровски пресконференција, да го прашате, бидејќи он бил присутен, изворно да ви каже што е договорено.
СДСМ инсистираше да биде повикано собранието. Од наша страна аргументиравме дека тоа е спротивно на Уставот. И втора работа која што ја споменав е дилемата што ги прави тие 120-150 луѓе внатре во собранието поимуни од страна на другите, кога имаме во овој момент од владата забрана за организирање на собери. Тие 150 луѓе што ќе бидат во собраниската сала се поимуни од останатите? Не е тоа целта. Целта е сосема друга, политичка, лукративна, не грижата на граѓаните, за здравјето на граѓаните. Поинакви се желбите на СДСМ и противуставна е било каква иницијатива за собирање на собранието. И тоа не е исто сега да се собере собранието, како што тоа беше во минатото. Затоа што во минатото Уставниот суд ја поништи одлуката за распуштање на собранието со одложено дејство. Сега имаме распуштено собрание. И не е исто. И тоа е разликата. И најголемиот дел од представниците на политичките партии тоа го сватија и најголемиот дел ја поддржаа, за да на крај донесеме консензуален став дека не е иста состојбата тогаш и сега. И не смее да се поистоветува. Доста е со правни преседани, доста е со кршење на Устав. Треба засукување раце и работа на терен. Доста е дотерани во дела и пресконференции по 10 на ден. Каде се протоколите? Знаеме ли во каква состојба е државата? До каде се државните резерви? Што се случува со економијата? Што се случува со оние луѓе кои што вчера требаше да бидат во карантин, 200, 191 не се таму? Кој ќе сноси одговорност? Има ли одговорен во држава да даде одговор на овие прашања? Тоа е суштината. Колабира системот и треба на јавноста да е јасно. Затоа стоиме на располагање. Се што мисла дека може ВМРО ДПМН да помогне, стоиме на располагање. И ги повикувам сите политички партии истото да го направат. Ова битка не подразбира партија, нација, вера. Ова е битка за спас на секој еден човечки живот и здравјето на еден граѓанин. Тоа е битката. И тука нема политички поени. Погледајте го, фонтот е иста кампањата на министерот Филипчи и оние партиски слогани на па ни фонтот не го смениле. Истата пиар агенција им ги води. Срамота. Точно. Имаме министер таму. И секој дневно апелира министерот. Немаме право на вето. Немаме право на вето. Има одлуки со кои што со закон се дефинирани со каде што можат нашите технички министри, но овие одлуки не се тие одлуки во кои што можат тие да стават вето. Точно, одговорноста е заедничка и стоиме на располагање тука и време и секој ден ќе ги држиме овие пресуди да ја потсетуваме владата колку е неспособна и колку го колабираше системот и колку самата признава за колапсот во системот. Сето она кое што го прави владата во овој момент, ние имаме таму министер за внатрешни работи, министерот за внатрешни работи и собраќај на јавност и кажува со какви проблеми се соочува. Јас зборувам за постапките на надлежните кои што со оваа ситуација треба да се справат. Доцнат 7 до 10 дена. Доцнат 7 до 10 дена. Овие мерки кои што една-две ги прифати денеска делумно, владата ги предложивме уште во петокот минатата недела. Што правеа 7 дена? Чека фирмите да се затворат. Еве, денеска слушаме дека една странска инвестиција отпушта третина од вработените. Тоа ќе се случи со сите странски инвестиции. Ќе се доведеме во ситуација, ако нема итна и резолутна, робустна акција, ќе се доведеме во ситуација да не можат граѓаните плата да земат. Апсолутно. 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 Апсолутно зборувам за колапс во системот. Апсолутно зборувам за колапс во секоја пора од општеството. Безбедноста од она кој што можам да забележам, а се однесува на оние кризни мерки кои што ги донесе владата, ставање во карантин на две општини Дебари и Жупа, гледаме дека се одвива безпрекорно. Вие имате донесена забрана, не знам како тоа не е јасно, донесена забрана за слетување за авионски сообраќај, истата не била објавена во службен весник, затоа што задоцнили денеска до 12 часот ќе слетуваат и полетуваат авион. Чија е таа одговорност? На курирот од владата што требало да однесе одлуката? Носи ли некој одговорност во оваа држава? Ако имате други прашања, повелете. Ако нема, ви благодарам.